Политичките фракции во СДСМ водат војна за тронот, а тоа се види на вчерашниот конгрес кој се одложи на неопределено време. Дел од аналитичарите одложувањето на конгресот на СДСМ го толкуваат како купување време на фракциите во партијата, се додека не се договорат која внатрепартиска група ќе ја води партијата и ќе постави лидер. СДСМ на последните избори имаше катастрофален резултат и го допре дното. Ова сега што го гледаме е само последицата на партискиот раскол, смета новинарот и аналитичар Бранко Геровски. СДСМ доживеа тежок пораз на овие избори. Тоа не е обичен пораз. Партијата буквално пред распаѓање и внатре во моментот се водат сериозни фракционерски борби меѓу фракциите. Мислам дека оваа одлука за одлагање на конгресот и ставите на општинските комитети се поврзани со тие фракционерски борби, бидејќи партијата не успева и моја проценка и нема да успее да се обедини околу една од кандидатурите ако се целата постапка се води според правилата усвоени во Заево време. Според него до крајот на месецот СДСМ нема да организира внатрепартиски избори, бидејќи очигледно подолго време ќе трае борбата за тронот. Постои едно чувство на дел од членовите, симпатизерите, на луѓето кои не се дел од сегашното раководство, не се виновни за поразот, не се виновни за она што се случуваше во овие 7 години, сепак во последен момент да дојде до некакво обединување и партијата да застане на своји нозе. Тоа не може да се случи за 10 или 15 дена, потребен е сериозен процес, потребно е екологија. Од неофицијални извори, освен фракцијата на Заев, која важи за најсилно и се очекува дека ќе успее да назначи лидер, деновиве членови на СДСМ покажале интерес за лидер да се кандидира Никола Поповски, кој зад себе има огромно партиско, но и функционерско искуство во владите на СДСМ. Вчера партискиот лидер во оставка Ковачевски и поранишниот подпредседател на партијата Битики не очекуваа дека конгресот ќе се одложи, па се надеваа на конструктивна и жестока дебата меѓу делегатите. Откако и двајцата изрази оптимизам за одржувањето на конгресот, попладнато од партијата соопштија дека општинските организации немале време да го прочитаат извештајот на 66 страници за изборните резултати, па одложија на неопределено. За сега не се знае дали и кога СДСМ ќе успее да се обедини и да одржи партиски конгрес, а потоа и на легитимни внатрепартиски избори да избере лидер.